кој што првиот ден сам се повика да се обрати на луѓето, бидејќи ја сака оваа земја и неговата порака е порака за мир, за љубов, но и за достоинство и за чест. Вечерта се сретнавме неколку пати тука внатре надвор и цело време кога и да го видев, само се обраќаше, викаше пополека браќа, мир да има, ништо да не се крши, внимавајте на себе, внимавајте на другите. Оние кои не мислат добро на оваа земја, неговите пораки за мир и смиреност ги продолкуваа како повици на, не знам, војна, насилство, он бил организатор, он ја водел толпата. Епа на такви срамни лаги зборуваме и пред неколку минути за браќата, сестрите, другарите и другарките, невините луѓе кои се зад решетки. Но овој човек никогаш нема да биде зад решетки. Овој човек има слободен дух и слободна љубов која ја дели заедно со сите нас. Чест ми е што е со мене на сцена вечерва. Владо, ти благодарам за се. Здраво народе мој умор! Здраво живо граѓани за заедничка Македонија! И би дожд, и би сонце. Пред малку, ако забележавте, имаше виножито. Ние во Источна Македонија го викаме дзуница. Има убав збор дз. Малку народи во светот ја користат таа магична буква дз. Со дз им се обраќаме на нашите деца кога се мали. Дз е светлина. Дз е најубавото во душата на македонскиот народ. Дзуница, што е завет кој Господ го даде на дедо Ное, дека однова нема да има потоп на земјата. Но немојте да бидете наивни. Нам не ни треба Божја интервенција за самите да се уништиме. Како што рекол големиот Белахалаш, овој современиот потоп е потоп на совеста и потоп на душите. Сами сте сведоци како е извртена вистината. Белото го прават црно, црното го прават бело. Ние бираме да учествуваме во таква пропаганда и во такви шпекулации, затоа што се уште остана здрав разум кај народот македонски, сочинет од сите нации, вери, религии и етничка и расна припадност. Ќе бидам многу краток. Пред малку еден искуственик кој одеше со мене ми рече: зборете им на луѓето, јас сум учесник во 3 војни. Ова го говорам, вели, а тука е некаде, може и да дојде да посведочи. Ова го гледам од искуство и во босанската, и во хрватската, и во словенечката војна. Ми рече: пренеси на овој мирољубив народ да биде што побројно присутен, затоа што оној кој денес не носи знаме, еден ден, сигурно утре, или не знам кој ден, ќе мора да носи пушка. Македонија се брани со мнозинство и со сплотен народ, но и ако сите сме сплотени околу македонското знаме, кое заедно со јазикот и другите елементи од нашиот идентитет се најмал заеднички содржател. Што направи така наречениот председател на парламентот првиот ден кога влезе во неговата канцеларија? Каде се, ако веќе го стави своето знаме, за која ние немаме никаква против, но знамињата се символ. Каде се знамињата на останатите
националности и малцинства кои заедно со нас од веков живеат. Јас од првиот ден се самоповикав затоа што го почувствував чувството и болката на македонскиот народ на кого од секогаш му припаѓам. Затоа што од секогаш сум се борел, се борам и ќе се борам за мултикултурна Македонија, а не за бинационална држава која работи директно против интересите на сите граѓани на Република Македонија. А сега само два збора за сите оние мои драги колеги кои ме напаѓа изминативе денови, недели, месеци и на сите оние кои планираат доправа да ме расчеречат. Јас ќе им порачам, ако може некако да се договарат, еве им го одредувам утрешниот ден, да ги фрлат сите дрвја и камења по мене, Белкин ќе тргне работата на добро, затоа што виновникот е најден. Јас сум виновникот и јас се нудам и стојам за секој мој изговорен збор и се нудам и стојам на органите за прогон. Само пуштете ги невино затворените и немојте да ги измачувате. И го давам утрешниот ден на сите мои колеги кои се уште не фрле дрво и камен, да имаат разбирање за мене, не затоа што ги молам, туку едноставно затоа што невозможно е човек да издржи толкава доза на отров што другите го трујат, а да остане нормален во оваа ситуација. Ги раскара окото со окото, јазикот со забите, зборот со мислата, телото со душата, левата со десната. Ги раскара зашто така сака, пред да не касапат Господи, пред да не черечат, скротине Боже, сплотине. Бога, заради овие делби што ни ги приредија, така поделен народ ќе може да се собере на семејни забави, на свадби, на крштевки, на служби, без да си ги вадит очите. Што направи од македонскиот народ? Од жртва го прогласија фашизоиден и геноциден народ. Тоа ли беше идејата? Ќе прочитам една песна од Јадјар Киплинг, се вика Ако. Ако можеш да останеш приседен кога сите околу тебе ја губат главата и те обвинуваат за тоа. Ако можеш да си веруваш себе си кога секој се сомнева во тебе и да не забележиш за тој сомнеш. Ако можеш да чекаш, а да не ти здосади чекањето. Ако си излажан, да не лажеш. Ако си омразен, да не мразиш. Сепак, немој да изгледаш премногу добар, ниту да зборуваш премногу мудро. Ако можеш да сонуваш, а соништата да не те стават, да не станат твој господар. Ако можеш да мислиш, а целта да не ти бидат мислите. Ако можеш да се сретнеш со триумфот и поразот и еднакво да се однесуваш кон тие двајца измамници. Ако можеш да поднесеш да ја слушаш вистината што некоја си ја кажал, испревртена од никаквеци, за да направат стапица за лесноумните, или да ги видиш скршени работите на кои им го подари животот и повторно да ги изградиш со стариот алат. Ако можеш да ги собереш своите победи
и да ризикуваш да ги загубиш сите со еден удар, да се вратиш одново на почетокот и никогаш да не проговориш за својата загуба. Ако можеш да го принудиш срцето и нервите и да марите да ти служат долго откако ќе заминат и да се одржат кога нема ништо во тебе, освен желбата која им вели држете се. Ако можеш да се измешаш со толпата и да ја зачуваш доблеста, да бидеш покрај кралеви, а да не го загубиш допирот со скромноста. Ако ни непријателите, ниту пак пријателите не можат да те повредат, ако сите луѓе сметаат на тебе, но не премногу, ако можеш да ја исполниш минутата што изминува со сите нејзини 60 секунди, тогаш се што е на светот ќе биде твое, а што е најважно, ти ќе бидеш човек, сине наш македонски. Ова е еден повик, еден апел за сите умозрителни луѓе кои се полнолетни, а имаат свест дека не треба само нивните предци и минатото нивно во нивно име да ги бие битките. Секој може да допринесе на свој начин. Битката не се води вака пред се со присуство, со бројност, но секој од нас на кого му е стало обстанокот на Македонија треба да стави макар едно мало камче во заедничката куќа Република Македонија. Да живее Македонија!